Angle. Добро вечер. 19 јуни, среда, 21 часот и некоја минутка. Јас сум Сашо Радановски, ова е печат на неделата, а во денешниот печат на неделата малку ќе ја превртиме работата, бидејќи поканив тројца градоначалници на општините во Скопје, со кои што нема да разговараме за печатот на оваа недела, туку ќе разговараме за некои теми кои што мислам дека многу ретко и многу површно се третираат во македонската јавност. Имено, ние некако научивме градоначалниците да ги третираме како луѓе кои што се само задолжени за да бидат канализациите во ред, да се поставуваат тротоари и да се рушат настрешници на кафеани. Ние забораваме дека градоначалниците се исто така политичари кои што би требало, а и имаат поголеми агенди отколку само урбаните проблеми на граѓаните, кои што се разбира многу важни и така натаму. И забораваме дека некои градоначалници потоа стануваат и премиери и председатели на држави, да речеме, ако памтите, Зоран Заев беше градоначалник на Струмица, а актуелниот најсилен кандидат за новиот британски премиер, господинот Борис Џонсон, е поранешниот градоначалник на Лондон. Така што, господа, добро вечер. Да тркнемо Саша Богдановиќ, кој што е градоначалник на општина Центар. Добро вечер, Саша. Добро вечер. Филип Темелковски, кој што е градоначалник на општина Кисела Вода. Добро вечер. Добро вечер. И се разбира Александар Наумовски, кој што е градоначалник на општина Ѓорче Петров. Добро вечер. Добро, морам да прашам до кај се поплавите попладнево во Кисела Вода, и гледачите што те гледаат имаат право да знаат, имаше еден приличен пад на дожд попладнево, има некои проблеми таму. Особено во Кисела Вода, според последните информации, екипите на јавните предпријатија, улици и патишта и водовод и канализација се уште на терен, ги санираат сите штети од поплавите. На местата каде што ние сме како инвеститори, или поточно има во Пржино каде што се прави атмосферската канализација, излезени се изведувачите да ги санираат исто така штетите кои се направени. Вие баш направени. правите канализација кога се случува дождот. Да. И не допрајане, претпоставувам можда и затната на места, како што обично бидува. Вака, да бидеме реални, тоа е еден опфат кој до сега во општината, а може и пошироко не се правил, ние правиме канализација од 5200 метри. До сега таков опфат во општината немало и нормално тоа треба време. Пред почетокот беа известени и граѓаните дека од прилика 10 месеци ќе биде целиот градежен зафат. За жал во изминатава недела дена имавме неколку дождови кои го отежнуваат работењето. Сепак сметам дека навремено излегува откако престана дождот да се санира. Не ми е тоа темата вечерва, инаку стално се прашувам зошто треба за релативно едноставни зафати да поминуваат. Например, кога одите сега на кај Визбегово, не знам у чија општина е тоа, не знам, Центар го е тоа. Дел Бутел, Дел Карпуш. Не е у ваша општина. Значи, оној мост што е веројатно не повеќе од 30 метри се прави белки 4 месец. Тоа што сите знаеме дека у Германија се почнува во петок, се работи у 3 смени и во понеделник е веќе прометен. Таму има семафори, добро, не ни е вечер тоа темата. Саша Богдановиќ е политиколог по образование, Филип е економист, Александар е правник со положен правосуден, со нотарска дозвола и така натаму. Значи, говориме за луѓе кои се квалификувани за високи политички теми. Саша е и подпредседател на градската организација на Социјалдемократската партија. Господа, како изгледа кога ќе излезе премиерот после председателски избори прв круг и ќе каже градоначалниците не испорачуваат, затоа граѓаните не гласаат за нас? Има доброволец што сака да ја отвори тема. Ајде, Александр. Премногу филозофско прашањето во наши македонски услови и во оваа политичка клима, меѓутоа така премиерот не рече, него тоа беше еден конгломерат на изјава каде што се бараше отчетност и одговорност за сите, вклучително и за градоначалниците, функционери кои што се нормално гравитираат или се од својата партија, од Социјалдемократскиот сојуз. И во тек на таа изјава се напомена, бидејќи ние која е кампања во тој политички маркетинг, секако сме ние најистурени како градоначалници во делот на таа политичка функција што имаме. И се вложуваме во таа кампања и секако кога ќе дојдеш ти во контакт со граѓаните, доаѓаат локалните проблеми.
и затоа се актуализираат и граѓаните веќе се навикнаа да има избори за да се направи нешто. Добро, вистинското прашање е всушност се надевавте ли, очекувавте ли кога се нафаќавте на овие функции дека најголем дел од времето имате ли воопшто време за друго нешто освен за тротоари, за настрешници по кафеани, за канализации, затнати и така натаму. Се чувствувате ли како политичари или се чувствувате како интенданти кои што треба само да се занимаваат со квадратури и кубици на песок и со не знам со што ја знам чадори тргнати. Саша, како е чувството? Добро, чувството е дека ние навистина може да се, ајде да кажам, времето да го поминуваме кон некои работи кои што сме ги планирале. Но на жалост во поголемиот дел од општините ние мора да се враќаме неколку чекори поназад, бидејќи некои работи се упропастени од, ајде да кажам, од претходно. Еве, например, ќе земам пример кај нас во општина, а верувам и во другите општини дека е така, имате донесени детални урбанистички планови по кои што се дава развојот и односно што е тоа што се планира во одредена општина, не само згради, него паркови, школи, училишта. Ние имаме проблем каде што не се работело во тој процес и сега вие поголем дел од времето мора да го направите деталниот урбанистички план, да ги помине сите оние институции, за да може да планират. Јас, например, на граѓаните сме им ветили, например, градинка, бидејќи има потреба, бидејќи се зголемени капацитетите, односно се зголемени бројот на деца кои што се во предшколска возраст, тоа не можам да го изградам без да направам градинка соодветна која што ќе ги прими дополнително. И ние мора да се вратиме неколку чекори наназад за некои работи да ги исправиме. Но заглавени сте главно во комунални проблеми. Така. Реалноста е дека поголем дел од работното време ни поминува со комуналните проблеми. Затоа што гледате, кога ви ги читам надлежностите според законите, според правилниците, така имате 2-30 надлежности, тие се навистина сите прилично бюрократски сувопарни. Именувате ова, одговорни сте за оваа дозвола, за она дозвола и така натаму. Меѓутоа, на пример, кога читам програмата на владата за до 2022 или таа како е ова што е усвоја 5-годишна, таму гледам вие сте до душе на предпоследната страница од програмата која има 50 на страни, локална самоуправа. Таму гледам низа од политички, да кажам, мисии кои што мисли да ги превземе владата, а кои се и во ваша надлежност, да речеме. Кога ќе кажете едно општество за сите, тоа е навистина политичка задача која што не се сведува само на тоа дека сте надлежни да именувате директор во училиште. Туку што се прави во училиштето, како се одвива таа интеграција, имате ли време воопшто за тоа да размислувате? Со жалост можам да констатирам дека ви е точна констатацијата. Меѓутоа мора да се направи една паралела во какво политичко милје и во каква фактичка состојба ние дојдовме како градоначалници. Ќе ви дадам еден банален пример. Имаме кампања за председател, ние одиме да го промовираме кандидатот за председател на нашата држава. Првиот контакт кој што го имаш, што даѓа улицата не е направена. Затоа сакам да ви кажам кој е нивото на размислување на што се сведе македонското општество. Се сведе на тоа да дојдат избори за да ми направиш нешто. Значи сите ние не сме во функција фактички на политиката, на идеологијата што имаме како социјалдемократи, бидејќи сме обединети околу одредена идеја, одредени вредности, бидејќи сме деца сите во партијата, имаме некои вредности кои што ги негуваме. Меѓутоа доаѓаш фактички во ситуација каде што клиентелизмот помеѓу градоначалникот и поединецот, односно индивидуата граѓанин, доаѓа на место мисијалица за да добиеш глас. Го разговарате ли ова во партијата? Секако. Со Заев ова го разговарате ли? Ние имаме... Македонија е се уште една од најцентрализираните држави во Европа. Така е. Што превзимате во партијата за тоа? Вака рендом, мислам, еве и Александар. Неформално еве да не биде дека го окупирам времето, меѓутоа ние често пати додека бевме во опозиција, ние се бореме за таа централизација. Ние на времето поранешниот министер за децентрализација? За децентрализација, се извинувам, пардон, да. Се боревме за да немаме ваква централизација како што имаме сега, која што се уште продолжува, меѓутоа системските закони треба да се сменат. Од делот на финансирање на општините. Не може општина Ѓорче Петро не сме услов на градот Скопје. Во 10 општини според законот за град Скопје. Меѓутоа што можам јас да направам со 1,5 милион евра годишен буџет? Да, ма тоа сакам да ви кажам, господа, впечаток е дека сте заглавени во комуналните проблеми, а дете што не плаче на крај не добива храна. Дали вие тоа го разговарате во партијата, дали притискате? Го разговараме. Вие знаете како на крај демократијата е долу, не е демократијата владата. Затоа сме сите навикнати Заев или Груевски. Не е само во партијата, него пробуваме да ги користиме институциите, или поточно ЗЕЛС како институција која ги обединува сите градоначалници и е предводник на
тие промени што треба да се случуваат со одлуки и дописи према владата. Времето секако најголем дел го поминуваме за тие комунални проблеми, но сепак има и остаток од времето каде што може ние да размислуваме и на социјалната компонента на нашето работење во општината, како да се развива правилно општината, а нормално пред се тука ни помагаат многу и меѓународната заедница, невладиниот сектор. Филип, се извинувам, морам да ве турнам до максимум. Кога последен пат во партијата или на некој ниво сте разговарале, Саша, за овој пристап во работите? Кога сте седнале, може би дури и со премиерот, ајде да не кажем со министерот за локална самоуправа, да поразговарате на овој начин? До кај сме со децентрализација? До кај сме со фискална децентрализација? Може ли со милион евра да се тера општини и така натаму? Добро, ние имаме прво редовни, ајде да кажам, општествени форуми, тоа еднаш неделно имаме кај градоначалникот на град Скопје, кој што ајде да кажеме на сите нас и каде што ги дискутираме сите тековни проблеми, а нормално кога треба да се донесе одредена политичка одлука се дискутира во органите на партијата. Нормално за одредени, бидејќи секоја општина е специфична сама за себе, има некои работи кои што не засегаат сите и се добро за сите, но и секоја општина е сама за себе. Редовно имаме комуникации со владата, со дел од министерствата. Сега имаме разбирање дека државата беше опфатена во еден процес кој што беше доста важен и битен за да трне во еден правец и нормално ние како општините малце бевме ставени на страна, али не дека не ни беше излегувано во пресрет, но прашањето беше тогаш дали ќе биде вака или нема да биде никако. И од кога се заврши, на вистина почнуваат поинтензивно да се работат работите, гледате секој во својата општина може да каже што е тоа што владата придонела. Мене ме радува фактот што полека, но сигурно почнува да се чувствува еден вид ослободување, односно општините да имаат правата власт. Нормално тука треба еден куп законски измени кои што ни се потребни на нас за да ни се спуштат до ингеренции. Половина од мандатот помина. Во програмата вели владата вака: нови надлежности и многу повеќе финансиски средства. Има нешто од тоа? Па ако знаете, видете сега ако може треба да седи дека од владата тука, вас ме видете прашувам. сега ако земеме дека раздолжувањето е еден вид на финансиска помош, така да тоа е огромна. И сега тука за жал некои од општините па кои нема никакви долгови, не можеа па да земат ништо, како на пример колегата од Ѓорче, нема, ама да, или центар, али добро дојде за ние уште со канализација. Да кажеме, кисела вода делумно, но Ѓорче Петров е веројатно многу земјоделска општина. Предпоставам дека границите на општината опфаќаат прилично агранот и кај Богдановиќ е друго, он се занимава со кафичи. Затоа да, ние се бориме да имаме кафичи. Да, ние се тепаме да имаме кафичи, некој да пие кафе, а они ги рушат. Значи паралелата тешко може да се направи. Значи ние имаме соработка на вистина со владата, бидејќи имаме среќа што премиерот произлегува од локална самоуправа и од старт ги фаќа нашите проблеми. Што подразбирате вие кога во програмата на владата пишува не се искористени потенцијалите на локалната самоуправа за развој на земјата? Што е тоа преведено на разбирлив јазик за гледачите? Што е она што не е искористено кај вас? Ја мислам дека тенденцијата на оваа реченица е согласно Законот за равномерен развој. Да, тоа е другата голема тема, бидејќи владата нотираше дека Македонија е исклучително неравномерно развиена. До сега не се почитувал тој закон. Значи имаме ние Скопски плански регион, каде што имаме екстремно развиени општини, како Центар, Аеродром, Карпош и така натаму. Меѓутоа Ѓорче, Бутел, дел од Кисела вода, ние фаќаме рурален дел, каде што срамно е ова што ќе го кажем, 21 век ние се замараме за примарна водоводна мрежа и за фекална канализација. 21 век. Јас сум среќен сега завршиме фекалната канализација во Волково, замислете. Да. Меѓутоа тие градче само за себе. Да, меѓутоа замислете 21 век јас се замарам со проектирање на нови водови на фекална канализација. Значи тој урбан плански развој не беше предходно земен во предвид. Сега владата, еве ние јас можам да кажам дека за година и пол, година и 6-7 месеци колку што сме на власт, од Министерството на транспорт имаме земено на два пати по 700.000 евра, односно 1.400.000 евра за да завршува на фекалната канализација. Што морам да дадам паралела што предходно ДПМН пола влада беше од Ѓорче. И нема ништо направено.
дел од само тоа само уште еден податок да ви дадам за да евентуално и на гледачите и вам да ве освежам. Вели владата ќе ги зголеми годишните средства за рамномерен регионален развој од околу 4 на 80 милиони евра. Тоа не е 10 пати, туку 20 пати. Има нешто тоа. Само да го дополнам и Александр. транспорт за улиците. Ние имаме на пример проблем за кога говориме за регионалниот развој. Бидејќи ние сме во Скопскиот плански регион, кој што се води како најразвиен, тоа значи дека добиваме најмалку пари. Тогаш општините како Кисела вода, Ѓорче, па дури овие што се околу, на пример, или Сопиште, имаат многу помалце пари него останатите плански региони. А за прошлото прашање не се исполнети целосно капацитетите, тука сметам дека потенцијалите. И до негдека е точно бидејќи ние не располагаме со многу проекти со кои што може да аплицираме и према домашните институции и према меѓународните. Се случува за тоа да не се искористат сите средства кои ни се на располагање, дали преку Светска банка, дали преку некој министерство. Затоа сметам дека сите ние имаме се уште задача што повеќе да се прават проекти за да може да се собираат пари, бидејќи со парите ние што ги имаме во нашите општини. Колкави е буџетот, колкави се буџетите, ја ги проверував, ама сега да не... Проектиран 650 милиони. 650 милиони евра, тоа е околу 10 милиони евра, да речеме. Сега збориме оперативен буџет. Да. Нашиот е 315 милиони денари е проектиран. Тоа е половина центар. Да, ако земете дека еве само две ставки во кое што ви спаѓа платата и уличното осветлување, ви земаат некои 130 милиони денари. Половина од тоа. Тоа е пола од една третина и повеќе. Не сме најутепани, милиони и пол. Милиони и пол евра. Значи пола. Добро, предлагам да смениме темата. Не, многу е битно во делот на таа одговорност што да не те прекина, Филип, извини. Не, кажи па јас ќе. Во делот на таа одговорност, значи треба да се види и да се направи анализа што сме затекнале ние. Значи граѓаните ние имаме на мана, не знам за мене, тоа важи и што не се жалиме. Значи 2 милиони и 300 илјади евра затекнат кредит, нерешени комунални проблеми. Други недоспеани уврски кои дојдоме уште 600.000 евра да ги заврши. Немојте наредниот граначен да ги го каже ова истото во ова студио за 2-3 години, да каже, да ви кажем што затековме, нерешен кредит. Не, многу е битно тоа и плюс ни еден проект, значи за година дена знаеме сите овде што сме присутни, веројатно и вие знаете, веројатно дека за еден проект да биде, значи еден тендер да ти помине 2 до 3 месеци. За да одбереш проектантска куќа со жалби уште месец дена, за да се исцрта сето тоа. Значи до сега не начекавме во општината, ние немаме ни еден проект. Мене ми беше срам кога одевме на форум, имаме неколку форуми со премиерот. Значи да бидеме искрени, константно, значи сите градоначалници, дали тоа службено било официјално преку влада, дали интерно партиски, дали неформално, давајте проекти. И ја ми беше срам, гледав само да заврши, да излезам, да не ме праша никој, немам ни еден проект. Саша, сега за година дена. Сакав да надополнам чисто која е разликата од претходно и сега. Значи ние беше донесен закон за финансиска, ајде да кажам, дисциплина, така ќе се изразам, каде што ние како општини бевме ограничени во планирањето на буџети. Односно можевме да ги планираме буџетите, што се веќе на сила во оваа година, да бидат во просек изминати 3 буџети од прошлите години, плюс 10% да додадете, или ако докажете дека евентуално имате некои приливи плюс. И сега, например, што е разликата од претходно и сега? Имате ситуација каде што претходните буџети можеш да ги планираш колку сакаш, да пумпаш приходи кои што се нереални и нормално да правиш нереални расходи. И со тоа да ја заглавуваш општината. Ние сега не можеме тоа да го правиме. Значи тоа што кажувате ќе дое некој после вас. Не можеме. Едноставно законот ни е донесен така, мора да ги оставиш нормално, имаш ти одредени тековни обврски. Не смееш да го направиш тоа. Значи, освен што оваа влада ни помага, од друга страна ни дава и не ограничува, ни кажува до каде. Да не ни се случи како што ситуацијата. Добро, ама вие конкретно си ги скративте и приходите со блокирање на целото градење, веќе колку време и така натаму. Од тоа општините и живеат, не ви се одразува тоа, нема во тоа една контралогика на ова што го говорите. Или вие јавниот интерес толку многу поважен да на крајот ќе останете. Не значи дека во општина центар нема. Еве ние ослободуваме планови таму каде што има простор нормално да се изгради. Да, може, на пример, еве сега пред неколку имаше голем револт особено меѓу
ова е, да кажем, градежнава индустрија и така натаму. Градежните Тоа комори, да. на крајот и се одрази на некои повисоки владини сега. Не велам дека општина Центар е единствената во која што ако престане да се гради па паѓа GDP-то, но сепак имаше едно дека тоа не е начин, дека ако треба да се коригира, да се прави, да, ама не можете да сопрете бизнисот. Не е дека ние го сопираме бизнисот, само пробуваме да го воведеме во ред. Ние сега донесовме еден детален урбанистички план каде што имаше на луѓето пред зграда зеленото место едно кај што може да излезе да се релаксират, им беше уцртана катна гража која што утре заутре некој ќе можеше да ми исцрта. Ако таа не ја трнев, утре ќе му текнеше некој после мене или не е битно да ја направи, тука го пропастува нешто што им се случи на луѓево кај Карши Стара железничка каде што веќе тој простор е целосно уништен. И сега, например, има во тој план место каде што има развој, но овие работи не смеме ги дозволиме ни по ниедна цена. Следното нешто да што владата многу заложби направи, превзема обврски, само за тоа зборува и така натаму, е партизирањето на општините. До кај сте, ја вработивте целата партија или остане некој год? Мислам, како се носите со тој проблем? Бидејќи кажете, мислам, реален е проблемот. Навистина дека имаме исклучително партизирана администрација на локално ниво. Од друга страна, кој ќе се смени власта, веројатно сте под огромен притисок на партиска членство и така натаму. Сега дојде нашите 5 минути и сето тоа. Успевате да се справувате со тоа или правите компромиси како и како ќе Ја можам да се среќна околност дека нема превработеност. Дека задржани се сите тие луѓе што претходно со долги години работат, уште пред претходниот да биде, зборам од делот на раководители. Меѓутоа, ние се случуваме со друг проблем. Ние не можеме да најдеме луѓе квалификувани за работа. Во која смисла? Што е толку специјално кај вас? Што е специјално? Ниската плата. Урбанизам. Аха. Урбанизам. Градежно Додека инженер. чекам јас фирма да ми направи мала измена на урбанистички план, ја би вработил, би направил свое урбанистичко оделение. Не можем да направам ни еден квалитетен урбаниста, архитект, нема да ти дојде во општина Заради платата. Заради платата од 23-4-5 илјади денари. Некој во пижами дома од AutoCAD, од лаптоп, ќе си фаќа проекти и ќе заработи 3 плати. Кај вас слична е ситуацијата? Слично. Исто. Значи ние се Дека бориме за да најдеме Ние квалитетни многу луѓе. тешко може да ги привлечеме квалитетните кадри поради тоа што законот е таков за јавна администрација, платите се сегдека е исти. Добар кадар се наоѓа многу повисока, многу подобри услови во приватниот Или прави нешто сектор. друго, после ги надополнува приходите со Дали разни ние дејности. не сакаме да нашите вработени ги дополнуваат. Сите си имаме различни проблеми со администрацијата, каде што се уште некој си тера некоја партиска агенда, така да тука, знаете, не можеме па и ние, доколку изиграваме само полицајци да ги чуваш администрацијата, па ништо нема да Добра, не направиш. сте размислувале за некакво обединување на некои потреби во неколку општини, да имате, да речеме, некакво заедничко биро кое што тоа ќе го направи и така натаму. Може би на град Кај е нас е- толку обемна кај нас работата е што специфично и што ние сме во различни се состав на работите. градот Скопје, сме имаме испреплетени надлежности со градот Скопје. Во тој дел треба да го покриваат фактички јавните предпријатија или ново формирани јавни предпријатија кои што би функционирале во градот Скопје. Како ви оди Саша соработката со Шилегов? Па можам да кажам дека ние како општина за многу работи, нормално некогаш имаме спротивставени страни, но е позитивна и полека резултатите излегуваат. Сакам само да ги надополнам колегите, ние каков случај имавме за вработивме млади архитекти, градежници кои што нормално требаше да ни помагаат, некои во урбанистичкото планирање, некои во комуналното уредување, да после година дена, бидејќи сега е тоа модерно наоѓање работа преку интернет, едното девојче замине во Јапонија, другото замине во Берлин и еден сообраќајен инженер кој што ни е многу важен бидејќи години наназад не се менувани сообраќајните режими, замине во Унгарија да проектира за плата која што ние не можеме Не да може да се помислиме спореди. дадена. И тоа е генералниот проблем околу вработувањето. А приватно јавно партнерство, да прашам вака контроверзна една тема, не можете да ангажирате приватно биро кое што ќе ги Тоа работи, се оди ќе преку работи. тендер. Ние, например, во зависи. планирањето, во деталните урбанистички планови, одиме на тендер, Набавка. таму се избира набавка, се прави, се избира фирма која проектира. Но, сепак, вие мора да имате внатре кадри кои што тоа треба да го проверат. Не сме да го остават на тој што проектира или уцртува да прави што сака, мора вие да му даете некои насоки од прилика која ви е политиката за развој на општината. Предлагам да отидеме на една кратка пауза за реклами, а потоа имам уште 3-4 теми кои сакам да ги поминеме. Режија, можеме да одиме со реклама.
Врзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте? Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата. Некои тоа го сакаат само за себе, а некои го сакаат во пар. Метрополи, како што го сакам од Цермат. Си шетам јас пред некој ден и гледам пред мене група суперхерои. Сите со кеси за ѓубре во рацете. Дечки, велам, што правите? Чистиме, ми велат. И стана незгодно. А фатив јас да чистам со нив. Да ги поддржиме нашите малски суперхерои. Да се вклучиме. Или барем да помогнеме со тоа што нема да го фрламе отпадот таму каде што не му е местото. Биди и ти херој од соседството. За чисто, како дома исто. ЕУ за тебе. Добро познатиот вкус на круша и уште подобро познат квалитет на пелистерка. Пелистерка газоза. Идеална доза, традиција. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со силен вкус и арома на лимон. Пелистерка битер лемон. Идеална доза свежина. Добар ден! На што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Само за вас, од 10 до 23 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 199 денари, плюс 50 поени. Екстра сладолед, 99 денари, плюс 100 поени. Пиво Мулер 500 мл, 36 денари, плюс 40 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. You can bring your friends. Yeah, bring your friends. Некои работи е подобро да ги имаш дома. Кафемат Крупс Нескафе Долче Густо Инфинисима. За брза и лесна подготовка на над 20 типови на кафе. Заедно со 32 капсули за дегустација. Имајте ја сега со неверојатен попуст од 45%. Нептун инспирира радост. Кристина Дамил. Место каде можете да создадете дом од вашите соништа. Мебел за сечи вкус. По неверојатно достапни цени. Одберете го вашето омилено парче денес и направете го секој ден поубав. Ве очекуваме во салоните на булевар Ѓорче Петров и булевар Борис Трајковски. Салон за мебел Кристина Дамил. Баланс Плюс киселото млеко содржи многу придобивки, извонредна кремаста структура со богат вкус и дури 2 пробиотски култури за одличен почеток на денот. Баланс Плюс кисело млеко. Бимил.
Се враќаме назад, Александар Нумовски, градоначалник на Ѓорче Петров, Филип Темелковски, Кисела вода, Саша Богдановиќ, Центар. Господа, во овој свет во кој што само го движат негативните вести, успевате ли да се справите со оваа една огромна негативна енергија и од друга страна со фактот дека веројатно половина од вашите жители во општините имаат по 2 телефони, значи ние изборamo ние што имаат по 1, така што рече некој, седнете ли у кафана ќе излезат 20 фотографии, а ако затворите некој проблем, веројатно нема ништо да се случи. Успевате ли да излезете на крај со тој можеби нормален притисок кој што се случува врз нормални политичари во денешно време? Многу е тешко зашто кај нас се избезобрази, вулгарно кажано, се избезобрази ова политиката и политичкото коментирање. До тој степен не бевме ни на посета во Словачка, една збратимена општина, каде што беше во тек подготовка анализа на закон во Европска Унија, каде што ќе треба да се контролираат тие написи по социјални мрежи, по портали и така натаму. Значи, банален пример, пијам кафе во недела во Астера, со другар, сликам во недела, а ме објавуваат во понеделник на портал, не сум на работа во кафана сум. Значи, до тој степен... Веројатно некој од нашите гледачи веќе вика, па никој, па они си, вие сакавте да станете градоначалници, не ве теравме со сила. Јасно е дека треба да бидеме отворени према јавноста, ама да не биде тоа безобразно. Сепак, сметам дека ни фалат малку по-позитивни вести. Например, што значи тоа, Филип? Да речеме, покриени ли се сите добри вести што излегуваат од општината или само кога ќе се затне цевка и некога ќе се отвори цевка? Многу ретко и тоа претежно на порталите. Значи на телевизиите многу тешко се добива некоја минутажа, минута плюс, па дури и секунда се добива тешко. Се додека не се случи некој немил настан, тогаш сите добиваме максимално време. И тоа мене реално најмногу ми смета дека секоја општина си има различни проекти кои во изминативе години и пол ги направила. Ние многу тешко успеваме да ги промовираме. Да, пред се ние сме се нафатиле на работава не за да ни аплаудираат, него за тоа што сме сакали. И можеби не ни треба да ги промовираме тие работи, бидејќи тие се за доброто на граѓаните и треба да ги Како се осетат. справувате со проблемот на корупцијата, Саша? Како се справувате, бидејќи постои една општа вака дека во Македонија ништо не бива без рушвет? Имате систем некаков или? Па редовно имаме објавено, ајде да кажам, наши контролни механизми, каде што одредено ги проверуваме одредени работи. Нормално секој граѓанин кој што, ајде да кажам, има таков проблем, општината е отворена, но имаме и ситуации нормално кои што ни се наследени како нерешени проблеми, тие редовно ги комуницираме со дел од истражните органи. Сега нормално за некои работи не можеме да ги откриваме додека некои работи не се завршат од причина за да не го прикрие некој делот или така нешто. Така да се трудиме максимално колку што можеме, ние можам да кажам како општина. Колку пријави добивате? Се јавуваат ли граѓани да кажат овој инспектор ме побара, оној инспектор ме побара? Имате ситуации, например, каде што ќе чуете реално се и се што. Да, тоа разбирам. Али, например, кога кажеш, добро, ајде, пријави го, не. Например, треба, луѓето навистина, ако има нешто, треба да излезе да каже. Мислам дека, ајде да кажам, тоа време на страв помина во нашата држава, дека ако има било каков проблем, треба да дојде да каже на крајот, има факти и аргументи. Знаете каква е ситуацијата, еве, ќе трнам, луѓето секогаш може да кажат, еве, ние трнавме со рушење на кафич. И сега, например, си почнал од првиот, а зашто не тој третиот? Па кога ќе дојдеш до третиот, зашто не тој петиот? Кој знае што е? Значи, секогаш тоа не може да го спречиш. Океј, ако има некој нешто такво, ворете да дојде да каже. Само да се надополнам дека главниот проблем го гледам дека граѓаните се уште до негдека немаат доверба во институциите, дека ако пријават ќе се заврши, да. И сметат некаде сите истражувања покажуваат дека нема. Дека само може дополнителен проблем да се направи тоа што го каже колегата Саши, ние сме имале таква ситуација каде што сме ги поттикнувале луѓе кои се жалеле и сега тука сепак некојаш па и не можеш да ги обвиниш вработените, бидејќи ти ако поттикнеш ајде да пријавиме, а некој одбие, можеби па и шпекулира и се останат. Така да е малце деликатна ситуацијата. Меѓутоа сте отворени за тој тип на комуникација со граѓаните. Кај вас е на сајтот и телефоните објавени, Александар, на сите вработени, претпоставам дека Јавно е се, пак во делот на корупцијата и спречување на корупцијата, начинот на кој што ние ги менаџираме процесите, ги менаџираме вработените постојните ресурси, треба да не доведе до тоа. По делот на покажување не заби, него на едно ниво, каде што на вистина ќе биде тоа ќе се спречи. Меѓутоа,
Постапката за докажување, за оформување на еден предмет, за една пријава, зависи од самиот граѓанин. Значи, она што мене ме интересира е високата приказна. Некој ќе рече, добро, сакавме да чуеме градоначалниците да зборат за конкретни проблеми и така натаму, но мене ме интересира како, бидејќи сте вие баферот, директниот, да кажем, амортизерот со кој што со граѓаните. Кога владата ќе каже едно општество за сите, што значи тоа за општината? Да речеме, едно општество за сите, едно од најголемите компоненти е во училиштата, во средните, во основните. Вие сте во основните, во градинките и така натаму. Што конкретно правите во како политичка активност на тој политички план за едно општество за сите? Или ви завршуваат ингеренциите само во поставување директори и, како да кажем, аман, васпитачката ова, запишеме его на школа. Имате воопшто простор за тој вид на работа или? Има простор, само нормално таму каде што, ајде да кажем, не дозволуваат ингеренциите. Нормално ние во општина Центар имаме неколку такви позитивни одлуки каде што сме донеле, например, за одредени деца со, не знам, ајде да кажем, немаат самохрани мајки или, например, оставени родители, така натака, каде што имаат проблеми, имаме како општина можност да на некој начин им помогнеме. Значи, сите деца да бидат третирани еднакво. Не да бидат, да кажам, едните што се од повисока класа или тие што се од пониска, него се трудиме секогаш да излеземе во пресред, така да има механизми општината како тоа да го направи, преку разни начини, нормално поголем дел од ингеренциите нормално се во самата држава, односно владата. И ние сега имаше еден проект заедно со ОПСЕ, кој што се вика Градиме мостови, каде основните училишта од општина Кисела Вода, заедно со основни училишта од Чајра, мислам дека беше Ѓорче, за да се разбијат тие бариери. Неколку настани беа организирани за може тоа да се направи со неколку настани, мислам. Не, тоа мора да се работи. Да заврши сето тоа само на така една, како да кажам, символична активност која што на крајот ќе заврши со неколку настани и ќе се удри опсе ќе удри штикла во коцката дека е спроведено. Не, тоа треба да се работи во континуитет. Ние имаме класичен пример во Ѓорче 2 во Дексион, каде што имаме основно училиште, каде што имаме буквално сите националности. Значи буквално кога гледате преамбулата на Уставот, сите националности се инкорпорирани во тоа училиште, прекрасно живеат, безпрекорно во соживот. Добро, тоа ти обично кога се вика едно опште за сите, кај нас обично се мисли само етнички. Да. Што правите за сите други, да кажем, категории на граѓани? Например, се завршуваме едно основно училиште во Капиштец. Така. Се надевам дека сите рокови ќе бидат испочитувани во септември ќе го отвориме, каде што за прв пат правиме инклузивно, односно ќе бидат деца со посебни потреби вградени во тоа. Одевме во таа насока за да не ги двоиме деца, односно тие да не се почувствуваат. Имате проблеми, од еве ги гледаме проблемите у Кисела Вода со еве денеска имаше протести околу центарот за решавање на лица со проблеми со наркотици и така натаму. Нашето општество е конзервативно, ние се уште тешко прифаќаме дека сите треба да бидат еднакви и така натаму. Добро, ама треба да имаме разбирање, например, дека имаме ситуации па каде што некаде и се злоупотребува. Па се разбира. И сега, например, ние имавме ситуации каде што имавме диво населени, посебно од ромска националност. Јас не викам дека не треба да се вградат во системот и да се искористат сите алатки кои што ни стојат на располагање, но има некаде каде што не можете да го постигнете сето тоа и морате да превземете. Дали се обидувате да ги направите алатките прво пред да превземете или не се обидувате? Да, значи ги користиме сите расположливи нормални ресурси кои што ни стојат на располагање. Тоа е едно општество за сите во таа, ајде да не кажем не флоскула, него таа максима која што веќе стана како идеолошка матрица фактички на Социјалдемократскиот сојуз и на новата влада и на нас како началници. Па вие тоа ќе го говорите до следните парламентарни избори секој ден по 20 пати вашата партија, така што на крај на вас ви е на тацна тоа секој ден. Така е, не подразбира само во делот на социјална инклузија, во делот на лица со посебни потреби, не знам, ние пример имаме патролни служби на општината како проект каде што одат по куќи ги анализираат, заедно соработуваме отворивме подрачно оделение на Министерството за труд, заедно со министерката направивме посета и апдейтуваме податоци на самата влада, односно Министерството, за да можат поприсно да ги имаат база на податоци за социјалното портфолио на тие загрозени граѓани во нашата општина. Тоа го работиме секојдневно, меѓутоа дополнително тоа едно општество за сите подразбира
и двоење од партиската со општествената одговорност. Во делот, пример, еве ние што направивме кога имаме за буџетирање, ја ден денес не ми се сменети председателите на местните заедници кои што се окорели членови на ДПМН и председатели по урбаните местните заедници. И намерно не правиме, ги анимираме сите нив, сите беа присутни за да биде вклучена и опозицијата. Ја планирам во наредниот период да разговарам и со председателот на опозицијата, со сите партии, во делот дајте што е добро за Ѓорче да го направиме Знам заедно. дека не е во ваша надлежност, ќе кажете во надлежност на Шилегов и така натаму, меѓутоа да речеме едно од работите кои не успевам да ги разбереме како не може да се постигне во општините на Скопје и во град Скопје една согласност со опозицијата дека проблемот на загадувањето треба да се решава без никој да профитира од тоа. Зошто тоа не успевате да го направите? Зошто треба да е проблемот на вулканиот воздух политичка точка за надпревари? За жал, имате некои такви теми кои што се атрактивни за да бидат политички злоупотребени, особено од страна на не ми личи дека баш ќе ја фрлите се особено од страна на опозицијата. Мора да има и кај вас некаква вина. Многу прост пример, ние биваме зголемено буџетот за животната средина 200 пати во 200% во изминативе 2 години. И сте седнали ли со опозицијата да разговарате како заедно ќе донесете одлука тоа да се троши? Нормално, Советот е местото каде што разговараме со опозицијата заедно. Ние се изгласува тоа со консензус или сте со спротивставени? Обично буџетот никогаш не се гласува со консензус. Ставки, да речеме, одредени ставки и одредени, например, проекти кои што се од капитално значење за општината, се гласаат со консензус. И тука имаме, бидејќи најмногу се работи пред самиот совет, каде што има координација помеѓу советничките групи и се договараат точките на дневен ред и тука знаеме и за кои точки ќе добиваме и поддршка. Бидејќи има навистина проблеми кои што се нејасни зашто не може да се договорат без никој да вади некаков политички профит од тоа. Не е само, да речеме, проблемот со кучињата скитници. И тоа веројатно не е во ваша надлежност, ама нас не гризат ногиците у општина Центар, зашто јас живеам во општина Центар. Така што ја и не ме интересира чија надлежност е. Гледам дека има. Зашто тоа не може да се реши? Па добро, ако денеска баш излезе информацијата дека конечно започнато реконструкција на Вардари. Се направи јавно предпријатие што за прв пат. Се направи јавно предпријатие за каде што нормално се вклучени луѓе кои што, да кажеме, се бават и со таа проблематика и нормално. Така, и од невладиниот свет веројатно ќе има. Да, и повеќе имаат и можда и сенс за таа работа. Тоа беше едно ругло кое што сметаше на сите. Нормално дека ние како општините имаме ингеренции, пак ќе кажам, тука се навраќаме неколку чекори што никој во изминативе 10-15 години не предвидел место каде што ние може тоа да го реализираме. Ќе речат гледачите светото до вие тројца градоначалници почна. Дека до тогаш немаше ни улици ни канализација. Фактот за, например, еве за Вардариште, тука треба да, например, за градоначалникот Петре Шилегов направи исчекори кои што навистина прво го предаде на луѓе кои што навистина ги сакаат животните и навистина сакаат да се грижат за нив. И е ставен директор кој што е од таа фела. И ќе се реши со тоа проблемот, ти имаш обиди и тоа е добар почеток за да се реши. Има уште една работа што ние ја правиме заедно со градот, каде што на наша територија во моментов се предвидува место за уште еден стационар. Градски или општински? Не, градски. Ама ние тоа ќе биде меѓуопштинска соработка. Сепак сметам дека некои закони треба да се променат за овие административни бариери кои ни зимаат со години за да промените промените. Знам, вие кој чекате да ги промени законите? Мнозинство собранието се случува така да локалната и државната власт се од иста партија. Мене поентата ми беше бидејќи за тоа за некои работи ни требаше и толку време. Сметам дека главните проекти и промените треба да се случат после оваа втора година и третата година од нашиот мандат, каде што ќе покажеме колку сме ние различни во работењето. Саша, сакате да илустрирате? Имаше еден пример, например, која, ајде да кажам, почнавме на акција на кастрирање на кучиња скитници. Нормално, одма ни се јави од Агенција за храна и ветерина, не смеете да ги чепкате, односно не можете таа акција да продолжите, бидејќи не сте сопственици. И одма наоѓате на бариера. А баш почна да се организираат такви настани каде што се собираат средства и ние тука моравме да застанеме. Што значи тоа? Дека сите кучиња скитници треба да се чипираат, односно да добијат сопственик. Ако немаат сопственик, ајде да кажам, физичко лице, тогаш треба да ги превземе општината, градот, кој што ќе биде сопственик, за да можете утре и правно, како што кажавте, не дај Боже да касне некој мора да се сноси одговорност. Секој ден има, тоа е мора да се сноси одговорност.
И генерално се трудиме на тие координации кои што ги имаме кај градоначалникот Петре Шилегов да најдеме нешто што не засега сите. Бидејќи кучињата скитници, нормално некои се, ајде да кажам, резидентни, но и некои идат од една општина во друга. Например, во општина Центар на вистина, еве бараме ние неколку локации, имате приватен собственик кој што не сака да чуе. Имаме и такви ситуации каде што луѓето викаат дајте го решиме проблемот, кој ќе кажеш треба да ти земе 5% од твоето, а не тука не ми ставај. Вашата партија едно од заложбите пред изборите беше дека ќе направи во секоја општина правобранител на граѓаните. Место каде што кај еден граѓански обдусман, не кај градоначалникот, бидејќи ако градоначалникот се сомневам дека е во синџирот на корупција, нема да одам да го пријавам кај градоначалникот, но место каде што ќе има омбудсман, правобранител, кој што ќе се грижи за правата на граѓаните. Се разбере дека ништо од тоа нема во општините. Да ви цитирам кај ви е у програмата тоа. Знаем. Знаете. А не е ли тоа навистина добра идеја? Мислам, за тоа во крајна линија веројатно и не се очекува некаков, не знам каков специфичен кадар. Александар беше и во својата работна биографија и за човекови права, за како се да, не само во Бирото за стапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Не е ова добра идеја, зашто како идеја е добра, меѓутоа реално капацитетите на постојниот народен правобранител се користат од граѓаните целосно. И за градски, и за општински проблеми. Според Законот за народен правобранител. Народниот правобранител ги штити правата на граѓаните и слободите кои што се прекршени или евентуално од органите на државната управа, вклучително јавните претпријатија и институции. Значи збориме до сметка за водовод, до сметка за комуналните. Така да не имаме многу дописи од страна на народниот правобранител, во секторски се поделени, од заштита права на деца, на Ви реагираат конкретни случаи? Да, конкретни случаи се отворени предмети каде што се анализира, се истражува, се пријавува во полиција за несоодветно постапување, молчење на администрација и така да. Мислам дека тоа е добро како идеја, меѓутоа капацитетот на работа на тие нема да биде исполнет зашто веќе имаме една институција. Сега таа институција може во рамките на неизливите надлежности или измени на постојниот закон за да се дисперзира да се направат народни правобранители по региони. Веќе има, меѓутоа директно само за локална самоуправа. Ќе мора да привршуваме, ама не можам да не ве прашам да ви го чуем ставот и мислам ќе биде занимливо за гледачите. Гледате, во принцип во Македонија е едно од темелните мислења за општинските раководства дека се работува со градежните мафии. Во Македонија инаку градежната мафија и по некои истражувања што сами сме ги правеле, таа не работи незаконски, таа работи во рамките на законот, што е најстрашно, бидејќи во секој закон има толку маневарски простор да секако ќе се исчудите за некаква зграда и ќе видите дека е легално. Како се справувате? Имате ли притисоци од тој тип? Ние се изградија големи очекувања дека градежната мафија во претходниот режим едно, друго, трето и така натаму. Сега гледаме дека продолжуваат активностите, а не се превзема ништо специјално. Саша, вие сте под силен удар, претпоставувам, бидејќи се општина која има најатрактивни парцели и така натаму. Имате понуди, ви доаѓаат луѓе со идеи разни, со спонзорства. Знаете како, нормално дека во општина Центар беше, ајде да кажам, она најголема градежна експанзија. Ние за тоа, ајде да кажам, повлековме еден таков потек дека сакаме да ги да воведеме, не дека тоа ќе трае вечно, него да пробаме да направиме нешто кое што ќе биде понормално, бидејќи се што беше претходно брано беше само што е можно повисоко. Не е лесно, бидејќи имате некоја претходна затекната состојба, е нешто претходно што е изгласано и сега не е така лесно нешто да го промените, но еве почнавме. Така да во тој дел ние одиме надоле, не одиме нагоре, за да можеме да кажеме дека некој... Вие сте прилично густи, овие други општини кај вас, ја живеев на времето во Кули Расадник, во тој дел на градот. Сега од тоа моје живење, додуше пред 20 години, сега е тоа зграда до зграда таму. Поставам дека таа експанзија и вас ве притиска и нова ниво за која разговарам. Нормално, значи лошото планирање во минатото ни прави многу проблеми сега. И ние како градоначалници ги плаќаме, моментално го плаќаме цекото тоа лошо планирање. Ние мора да покажеме дека може и различно да се донесат детални урбанистички планови и ќе го правиме тоа. Сепак ние мора да мислиме и помеѓу балансот на приходите на општините и потребата на самата општина. Значи ние главното финансирање на општините вие од комуналната такса.
Значи, ако нема градба, вие ќе не можете ни еден проект да го направите. Да, ставени сте во таја, тука како да е кажем, менаџерскиот способноста на градоначалниците да се направи помеѓу некој баланс помеѓу тоа што е потребите на граѓаните за инвестиции, но потребите и за нормален живот. Бидејќи и кај нас има одредени населби каде што верувајте не може од прозор до прозор или поточно од тераса до тераса нема повеќе од 2 метри. И точно тоа е се направено во рамки на закон. Да, и тука да ги за жал фатите, многу повеќе градежните фирми ги користат институциите отколку граѓаните на времето кога се носило дупот. Доколку вие пробате, мене ми се случило неколку пати да го укочите, да кажеме, некој инвеститор или нешто, си користат ве пријавуваат и се останато, вие се добивате дека мора во рок од 7 дена да постапите, не можете законски како да го одвиете вие. Сакам да завршам со Александар, бидејќи така му се падна, господа, може да му видите љубоморни од љубоморство, што ви кажат. Добивте огромен проект во вашата општина, тоа е новиот клинички центар. Ќе успеете да излезете на крај со таков голем проект? Имате капацитет, она што се општински задолжени? Како не, никој не веруваше дека може општинската администрација постојна со нови нормално луѓе кои што беа ангажирани да добие еден таков државен проект. Се работи за најголемата гринфилд инвестиција во историја на постоењето на нашата држава. Значи, од 400 до 600 милиони евра само за клинички центар, каде што безбедна соодветна локација. За да се дојде до таа локација, значи Сизифови маки имавме во делот на промоција, јавна расправа пред опозиција, пред сите во собрание, јавна расправа целата стручна фела, неколку расправи внатре во Министерството за здравство да се дојде до соодветната локација, анализа, представување пред единиците на Светска банка проектни во Министерството за здравство, за на крај да дојдеме до минатата недела конечно донесовме план, што е уште потешка работа за 2 месеци, ја мислам во рекордно време, се работеше по 24 часа буквално. Го донесоме планот Веле Поле, каде што покрај клинички центар треба да бидат сите институции од здравството, вклучително средно, факултет, ученички, студентски домови, комерцијала и така милиарда евра ќе биде целиот опфат од 254 Имам уште 30 секунди, бидејќи мораме да се одјавиме. Ова е за цела емисија овој проект. Господа, кратко, ќе се кандидирате на уште еден мандат кој ќе ви заврши овој, Саша? Се може ако не правите големи државни кариери. Меѓутоа, друго е прашањето. Ви помина меракот, мислам ги гледате проблемите, ќе ви преседне или се уште имате ентузијазам и амбиција? Напротив, мислам дека ни станува интересно како некои работи што сте ги започнале, ги завршувате и нормално почнувате нови, станува интересно и односно тоа е еден вид на животен предизвик, претпоставам кај сите колеги да завршите тоа што сте го спомнали. Истото, бидејќи млади сме како политичари и сметам дека за било кој градоначалник да покаже дека умее да се носи со функцијата, би требало да има минимум 2 мандати за да покажете што се може да направите. Не би било лошо и максимум. Добро, и максимум да не се заседнеме многу. Александар допрво почна клинички да гради, тоа ќе биде за едно 3 мандати работа. Додека го видат граѓаните, дупките и канализациите ќе останат, пак треба да не... Господа, ви благодарам за вечерва. Навистина можда некој очекуваше да ќе разговараме за шахти и за тротоари, меѓутоа драго ми е што сакам да ја покремени во јавноста таја дека сепак политиката значи и на локално ниво и дека сите овие теми на крајот не се останати само на владата и на министрите, туку и на нашите градоначалници. Благодарам уште еднаш, а вас, почитувани гледачи, ве повикувам да останете со нас, бидејќи следува 4-тото продолжение на онаа забавна емисија од пејачки стил, Звезда број 1, останете со 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, ова беше Печат на неделата.